Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам чест и задоволство да разговарам со Јован Мазгански. Верувам дека на гледачите ќе им биде посебно интересна оваа емисија, бидејќи во неја ќе има, условно речено, 3 сегменти. Ќе разговараме за литературата, за екологијата и за информатиката. Всушност, Јован Мазгански ги обединува овие 3 сегменти. Но ќе започнеме, како обично што започнуваме, со родното место. Родното место на Јован е Владимирово Беровско. Јован, најпрвин да прашам, одиш ли во Владимирово почесто или се поретко и кажи ни нешто повеќе за твоето родно место. Прво, добро вечер и од мене. Владимирово е едно од поголемите населени места, село, во Македонија. 53 година имало за 2 човека 2000 скоро, а во тоа време Крива Паланка имала исто така 2 човека повеќе од моје Владимирово. За жал, сега, дали има 500 и тоа повеќе стари. Во Владимирово, мислам да ше 56-та година, ако се сеќавам баш на годината, имало 350 ученика во осмолетка, сите од Владимирово. Браво. Сега ова година немаше ни едно дете да се запише во прво одделение. Леле, страшно. Тоа е неверојатно. Значи, во едно такво големо село, кое што всушност по број на жители било едно мало градче, сега да нема ни еден ученик. Нешто што навистина на планот на наталитетот страшно се случува кај нас. Инаку на гледачите да им кажам да не се плашат, бидејќи ти започна со бројки, ама сосема и очекувано од тебе, бидејќи си статистичар, долго време си работел во Заводот за статистика. Сега да кажам дека Јован Мазгански во своето родно Владимирово го завршува основното образование и потоа продолжува во Берово, бидејќи Владимирово е Беровско, во гимназијата во Берово. И она што е интересно, потоа се запишува на физика, на факултетот за физика. Веднаш да прашам, уште од дете те влечеа природните науки или пак во Берово, ние знаеме дека Берово е град на учители, има најголем број на писмени луѓе од тој крај, па сакаше ти да бидеш познат физичар од Берово. Што беше одлучувачко? Прво само една мала дигресија, дека од Владимирово најмногу учители има и процентуално имам обработено не само за Владимирово и за цела Малешевија, дури иселувањето, кај се раселени од тоа обработување, не е објавено. Меѓутоа, кога беше 50 годишница на гимназијата, го дадов, па не го потребија многу. Ајде, подсети не малку низ бројки. Многу ли има учители? Па добро, не ги памтам сите, добро, али најмногу бројките се најмногу во Струмица, Штип, Кочани и Скопје нормално. Така да овој дел најмногу се оселене. И така да имам доста такви податоци статистички. Друго, направивме една со бившиот директор на статистика, прва моја книга, заедничка со него, е статистички алманах на Малеш. Од предисторијата што најдовме податок до 1998 година. Тука е сите статистички податоци, од време, демографија, здравство и така натаму. Единствено е во Македонија таква направена. Немам ја за жал тука. Така да тие бројки обично ми се блиски. Лани, полани, уствари, направив и друга една за Владимирово книга. Некои кај нас има Владимирски линденски средби. Па 10 години како монографија направив. Иначе, јас сум, секогаш ми била полесна математиката, физиката ме повеќе интересирало.
Така. За жал, граматиката не е многу сакав и никогаш не сум помислувал дека ќе пишувам јас книги. Так. Меѓутоа, од кога се пензионирав, некако сум научен на работа, почнав да пишувам на компјутерот и еве испаднаа неколку книги. Ајде малку да подсетиме, значи кажавте дека сте ја сакале математиката, сте ја сакале, се разбери, физиката и затоа сте се запишале на факултетот за физика. Но многу интересно е, кога сте завршиле гимназија во Берово, од општината ви понудиле да работите како учител. Значи со средно образование во едно, како што велите вие во вашата биографија, во едно далечено место. Пред малку ми кажавте дека е тоа селото Митрашинци, Беровско, така? Како е тоа да се биде толку млад учител? Па, после гимназијата, кога матурирав, Во трето одделение сте предавале, така? Да. Запишено. Кога матурирав, мислев да одам војска прво, па потоа да студирам. На некој начин мислејќи дека одма во септември ќе ме земат, дури се и пријавив, меѓутоа јас не знаев, сум бил распореден во школа за резервни официри и требаше да чекаме март. Дома си седев, ќе чекам, викам март, меѓутоа од општината дојде курир, слушаме, вие имали работа? Нема. Во Митрашинци има место за учител, повелете, дојдете. Одлично. Отидов, ми дадоа трето одделение, па тоа како што треба веќе тие постарите прво учителско искуство. Упатија во некои работи, ако не е толку тешко. Па после еден месец ме пратија во Штип, селска младина да обучувам за како предвојничка што било и прва помош и така натаму. Сега да кажам дека со средно образование сте биле учител, но веќе кога сте го завршиле факултетот за физика овде во Скопје, и тоа за рекордно време, значи во предвидениот рок за 4 години, веднаш се вработувате како професор по физика. Да. Во гимназијата? Во Ѓорче Петров. Во Ѓорче Петров. Значи 5 години работите како гимназиски професор. И сега уште нешто што е интересно со вашата биографија, иако многу работи има, јас издвојам само нешто. Како студент, додека сте студент, учествувате на 2 едномесечни локални младински акции. На изградба на патот Берово-Виница, а потоа сте и прв човек, односно како што се велеше, тогаш командант на младинска работна бригада и тоа со 70 бригадири во Словачка. Значи, во странство реализирате акција, активност во рамките на соработката на словачката и македонската младина. Инаку до наполнувањето на вашата 60 годишна возраст, вие активно учествувате во територијалната одбрана Македонија и тоа со висок чин, со чин на капетан од прва класа. Долги години сте заменик командант на заштитниот батальон на македонското државно и воено раководство. Навистина една сериозна задача. Познавајќи ве вас, нашето македонско државно и воено раководство биле во сигурни раце, бидејќи вие сте сериозен и педантен човек. Сега, што е интересно? Интересно е дека по 5 годишна работа како професор по физика се вработувате во Државниот завод за статистика, каде раководите со централниот компјутерски систем за обработка на податоци. Слободно можам да кажам дека сте еден од првите луѓе во нашава држава кој што имал чест, задоволство, ама и проблеми и потешкоти да работи на првите компјутери, бидејќи вие сте работеле, ама сте морале паралелно и да учите, бидејќи тоа беа нови технологии. И сега, навистина, имате бројни активности, додека сте, спомнавте вие пред малку, додека сте таму во Државниот завод, спомнавте дека сте направиле една монографија за малеш, за малешевијата, но тоа не е се. Вие ја подготвувате и ова, навистина, обемна, тешка книга, јас ќе ја покажам на гледачите. Ова е книгата Личните имиња во Македонија
во 16-тиот и 21-виот век. Навистина едно, би рекол, ретко, капитално издание, бидејќи е многу необично да ги видите имињата што биле во 16-тиот век и сега најновите имиња. Значи, буквално во 21-виот век. И ако некогаш имало архаични и стари имиња, сега има интернационални странски имиња. Навистина, оваа книга е многу интересна и тешко е да се направи, бидејќи е обемна и опфаќа и голем период, ама и статистички тоа се треба да се собере и се треба да се обработи. Ајде да ве прашам, како ви беше работата во Заводот за статистика? Бидејќи таму ви учествувате и во пописите, и во сите други активности. Јас од првиот ден стапив како раководител на компјутерскиот центар на секторот и работев таму, раководев со него 30 години. Цели 30 години. Како што растеше технологијата, јас се прилагодував и растев и јас со информатиката. И нормално узгред како член на колегиумот тамо учествувам и во некои прилози, издавање на годишници, на некои по повод на тоа. Меѓутоа, на крајот не сум издал некоја посебна книга, освен некој имаше за некоја анализа или студија, како да ја кажеме, за компјутеризацијата во Македонија, која што беше ми можда најпрва и која што, кога пративме по републиките и во Сојузниот завод, добив многу пофалби, па малце се и охрабрив, дека знам да пишувам. Так. Сега, поврзано со таа ваша работа во Заводот за статистика и вашата следна активност, вие добивате ангажман, значи, од тогашниот секретаријат за образование, ви доверуваат да изработите програма за предметот механографија и обработка на податоците. Ова е предмет за средните економски училишта. Таа програма се применува, се разбира, во наставата, образованието, но поради напредокот на технологиите, како што рековте и самите предмалку, таа програма морала да се иновира уште 2 пати. Да. И уште нешто. Последните години од работниот век ги поминувате во Државниот завод за статистика и вие тогаш сте на функција советник на генералниот директор со задача проучување и примена на светските стандарди во статистиката и компјутерската обработка. Навистина една многу сериозна задача, зашто денеска да се следи компјутерската технологија е како да се следи нешто што се менува не секој ден, туку и секој час, и секоја минута, и секоја секунда, па и делови од секундата. Толку ја владеете компјутерската технологија? Па морав да владеам, уствари требаше да владеам, поарно речено не морав, него заради тоа што кога се избираше компјутери, обично почнаа да се наметнуваат и некои други. Јас бев тој кој што со аргументи секогаш избирав најповолниот, барем за јас како мислам. Иначе, дека унапредувањето на, веројатно за гледачите ќе биде многу интересно. Првиот ден јас кога отидов во статистика и отидов заради тоа што имаше некој семинар од IBM во Охрид. И тамо ми рекоа, после објаснив неколку дена тамо им беше семинарот, рекоа дека најскапа во тогашната технологија е меморијата. 1 бајт од меморија не може да биде поевтин од $1, тогашен догар. Так. Што значи сега, пошто нашите телефони кои што имаме гига, треба да се милиарда само меморијата. Што значи технологијата напред и кога прашавме дали може сега тоа нешто да се унапреди. Не, ова е како лимит тука, меѓутоа после 3 години веќе почна чипови, мипови и така, натаму се се промени. Да, рековме пред малку, тоа што денес било, утре веќе може би не важи, веќе е застарено. Како пензионер, вие продолжувате активно да работите на повеќе полиња и повторно тие ваши активности се поврзани
со истражувачката дејност. Така, лично, значи самостојно, покрај таа заедничка монографија за малешевијата, за малеш, имате подготвено 2 студии. Тоа е оваа студија, личните имиња во Република Македонија во 16-тиот и 21-тиот век, но и уште една друга студија, долгорочни серии на демографски податоци за населените места во Република Македонија од 15-тиот век до почетокот на 21-тиот век. Да. Исто така еден сериозен труд. Отприлика толков обемен. Но активностите не завршуваат тука, вашите активности, бидејќи постојано сте активен и работите и во невладиниот сектор. Така, 3 години волонтирате како предавач во детската амбасада Медјаши во Скопје, каде децата ги подучувате за екологија и за работа со компјутери. Но и тоа не е се. За 2 групи слушатели одржувате обука и на возрастни граѓани за користење на компјутери во рамките на владината акција компјутерско образование на граѓаните. Во областа на екологијата избрани сте за председател на еколошко здружение, а 4 години сте член на градскиот форум на невладините организации од областа на екологијата и урбанизмот. Ја овдека малку ќе подзастанам, за да прашам од каде ова љубов, ова пасија кон екологијата? Затоа што потекнувате од Берово, еден природно чист и убав крај, или пак ви пречи ова енормно загадување во урбаниве средини? Прво, јас сум навикнат да работам и работам се уште, јако годините ме газат, ама не се предавам. Така да, кога ме понудија пријателите, зошто не дојдеш во екологија, а и во статистика нешто работевме, пошто тамо и екологија се обработува, беше ми интересно, се нафатив за тоа. Па ме избраете за председател, па и тамо подучував компјутери, тие тогашните што малку знаеја. Па бев на семинари во Бугарија, па бев на светската конференција за екологија во Белград, пак како тоа. Така да и тука имам доста активности, па држа дури за екологија неколку предавања држев и во Трето доба, универзитетот Трето доба. Сега сакав да ве прашам токму за Трето доба, значи моето следно прашање е поврзано токму со тие ваши предавања, бидејќи во вашата биографија пишува дека држите предавања на слушателите од Универзитетот Трето доба во рамките на нивното доживотно учење. Ајде да прашам, како е тоа да се предава на Универзитетот Трето доба? Возрастните, ја знам дека се попослушни и можеби позаинтересирани и од младите, но од каде таа потреба и во Третото доба да се надополнува образованието? Точно ли е тоа дека човек секој ден учи, дека никогаш не може да биде сигурен и да знае и да каже дека се знае? Бидејќи никогаш човек не треба така ни да помисли дека се знае, бидејќи секој ден на вистина се научува нешто ново, се среќава со нешто ново. Али пред ова да ви го одговорам, да кажам за она, интересно е да се каже за населените места, кои што ги има 2200, иако сега се активни околу 1500 максимум, и од тие веќе некој има во тоа време. Тие ги работев... Тоа е за студијата за демографските податоци. Тоа е интересна тема, ајде слободно да отвориме. Заради тоа што за сите населени места податоци имам подетални од турските тефтери, ги вртев цела тоа што беа преведени сите. Од 1512 има најдетални, за некои населени места има 1450 година, а најдетални ги има податоците 1570 година, од кај што се и личните имења, од тука земени, и направив една серија од податоци
ако немаше податок за некое населено место, го проценува статистички, не беше проблем. Серија од 1450 година до 2002 година за секое населено место во границите на денешна Република Македонија. Браво. Јас ќе бидам искрен. Историчарот Панов е еден од тие проследувачи на демографијата, ама не низ бројки, повеќе и низ други податоци. Но ова што вие окажувате навистина е еден пионерски труд, многу значаен. Исчезнаа многу населени места во Македонија? Да. Значи неповратно. Нека се тие околу 500 веќе скоро не постојат. Празни се и да постои некој име. Нема жители. Нема жители. На што се должи тоа? Едно видување. Па миграцијата и промената на време животот, необезбедени инфраструктурни услови. Инфраструктури нема, селата наталитетот се исто така. Наталитетот е нормално и тоа е, ама пред се е значи миграцијата село-град и фактички и странство. И само странство што се оди последните години. Само за ваша информација, пошто ми спомнавте тоа, во таа студија има орографски, демографски има орографски, значи какво е брдовито, небрдовито, надморска височина, координати во светските звезда за секое населено место 2200. Тоа го работеше Јован Мазгански лично? Да, лично. Сам. Епа сега гледачите слободно нека се согласат со мене, нека стекнат представа дека јас вечерва разговарам со човек институција, човек кој што самиот прави нешто што инаку би требало да го направи институција. Секоја чест, навистина сте направиле ретки работи, но вие сте и еден од основачите на граѓанската акција Ден на дрвото. Еве, овој податок мене лично многу ми се допаѓа, бидејќи мислам дека Денот на дрвото е една ретка иницијатива, која што за жал сега е прекината, иако би требало таа акција, таа активност да биде организирана секоја година, бидејќи тоа е влог во иднината. Тоа е како да градите железница, како да градите патишта. Така вие пошумувате и тие дрва, тие шуми ги оставате на идните генерации. Навистина тоа е едно непроценливо богатство, не само за воздухот, туку и за одржувањето поради ерозијата и на самите тие ридови, планини, голини. Ајде нешто за ова иницијатива. Од каде ви сосема накратко, заради тоа што имаме уште многу други работи. Од каде ви текна ова? Да кажуваме. Прво, Обединетите нации распиша 2008 година како година на пошумувањето и требаше да се посадат 1 милиарда дрвца во светот. Во светот, така. Јас, пошто статистика ја пратев и ја знаев дека Македонија беше едно од најактивните во минатото, која беше бивша Југославија, за пошумувањето. 1982 година во Македонија се пошумени за секој човек по 11 дрвца. А Обединетите нации целта беше на 6 милиарди, 1 милиарда 6 човека да посадат едно дрвце. Ние еден човек 11. Сега пресметајте колку сме надминале ова е лимит на Обединетите нации. Половина од тие нека се исушат, половина ќе останат. Да. И напишав писмо до Груевски беше, до владата, како индивидуа, да се покрене тоа. Се бараше да обезбедат простор, кај ќе посадуваме, и да обезбедат садници, иначе ние како невладина организација екологисти ќе организираме пошумувањето. Не ми одговорија. Напиша во име на организацијата во која што Екоскоп, во која што владеа. Пак не ми одговорија. Па се слобавме демо на движењето на екологистите на Македонија во име на цела и од тамо го пративме писмото
Значи, 3 писма пратив и тогаш ми се јавија некоја женска од владата, вие сте барале трета тоа. среќа. Да. Колку пари барате? Викам, не бараме уопште пари. Бараме само бараме садници. само садници И да ни кажете простор. каде да копаме. И простор, да. И да садиме. Па тоа тамо ќе видам, викам, сакам да разговарам со некој одговорен тамо и да се договориме тоа. И толку веќе, не можеш да ги бараш телефонот тамо, не се враќа. Да. И потоа едно време, дали помина 2-3 месеца, се јави Борис Трајанов, дека сака да пошумува, стапи во него со контакт и формиравме Одлично. Сдруженијето на... Одлично. Сега, во право сте, имаме уште многу теми, а емисијата е 45 минути, не можеме се да офатиме, но затоа сега веќе преминуваме на оној сегмент што го најавив, литературата. Значи, говоревме за екологијата, говоревме за информатиката, литературата. Последниве години од хоби, или како вие што велите, од лична внатрешна потреба, пишувате и литературни творби. До сега имате напишано над 700 поетски и над 80 прозни творби, односно раскази. Дел од своите стихови би се објавени во збирките, ја ќе ги покажам, Бранување во просторот, Телото и душата, Четврта димензија, Сајбер контра исконот и збирката раскази Обстојби, како и збирката исто со раскази Генерациите кога селата умираа. Веќе 6 години Јован Мазгански е председател на клубот на љубители на книгата во населбата Аеродром. Многу активно работите во тој клуб. Речиси секоја седмица имате... Секој месец. Секој месец, ама имате и неделни активности, бидејќи правите промоции на книги, средби со автори. Поточно, секој последен вторник во месецот, вие одржувате средби со литературни творци. Лично, имате во подготовка за печат уште 4, односно 5 нови наслови. Сега јас полека ќе се задржиме на овие ваши книги. Јас малку читав, сега малку да ги покажеме и да ги прелистаме. Овдека е книгата Сајбер контра исконот. И не може ова книга да има друг наслов, бидејќи ја напишал човек кој што бил и е поврзан со компјутерите, со информатиката. Потоа, тука е книгата Бранување во просторот, телото и душата. Овде еден по-лирски, по-поетичен наслов. Сега повторно доаѓаме до еден, би рекол, попровокативен наслов, Четврта димензија. Исто така ваша поетска книга. Книгата со наслов Обстојби е книга со раскази. Во оваа книга со раскази обработувате повеќе теми и мотиви, како што е случај и со книгата Генерациите кога селата умира. Еве едно интересно поврзување на она што предмалку го говоревме, исчезнувањето на топонимите, односно на населените места, видено низ една ваша реална призма. И овде има една книга со многу необичен наслов, па нешто и ќе ми помогнете, ќе објасните. Готенско Муарабе 1903. Ајде, нешто кратко за од последното. За ова книга. 1903 година на Великден се одиграла најголемата битка меѓу комитите, преди Илинденското востание, меѓу комитите и Аскерот. Им најдовме некои податоци, многу сведоци има напред што ги интервјуирале, а потоа најдов и од еден учесниците, Чернопеев, некој интервју кој што 90%, ако не, сигурно 60%, баш таа битка ја опишува. Така. И пошто
Владимирските и Линденски средби сакавме да ги обогатиме. Секоја година се оди на Готен, 25 км од Владимирово, во планината далеку, на Готен и се честува еден ден со ручеци, со музика, со сите тие работи. Так. Да, тоа. Сега требаше и некој да напише тоа. Кој ќе е, него јас. Од една страна, напишани се, има некои од други извадоци што се земени во основа, али напишав овде 10 песни сврзани баш со тоа, со тој настан, кој што се баш онака, мислам дека ќе добиете ова книга, ќе ги прочитате, би сакал, барем песните да ги прочитате, баш онака направено. Необична книга, еден вид мала монографија. Да. И сега, да проговориме малку и за активностите на клубот што го предводите, бидејќи вие сте председател на клубот на љубители на книгата од населбата Аеродром. Кажа предмалку дека сте многу активни, ама доказ за тоа се и овие книги. Овде имам во рацете 5 книги и тоа изданија од 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 година. Првата книга е Живот со пандемија, тоа е издание од 2020 година. Внатре се објавени прилози од вашите членови. Меѓу нив има и познати, би рекол, имиња, а се разбира има и имиња кои што се нови творци. Еве јас само да кажам дека во оваа книга има прилози од Вера Стојчевска-Антич, од Драгер Гировски, од Стојан Арсич, од Славка Арсова, понатаму од Васил Дрвошанов, од Нада Зафировска-Матич, од Мишо Китановски, од Јадранка Клисарова, од Лидија Лучко Јеремич, од Јован Мазгански. Од другите им и Ренџов. Но има, Михаил Ренџов, понатаму Даница Пишмановска-Митановска, Васил Тоциновски, Мирјана Тренчева, Благојка Филипчева, навистина еден сеопфатен избор. И продолжувате и во следните години, и во 21 година, објавувате еден исто така таков, сличен зборник. Се разбира, предмалку кога читав, не ја спомнав, ама еве во оваа книга ја има и Лилијана Стојуковска, ја има и Зинка Трендовска, и други автори кои што би се приклучиле во вашите активности. Така продолжувате и во наредните години, значи во 23-та, 24-та година, најновата е ова. Најверојатно сега ќе почнете да подготвувате полека материјали и за зборникот за наредната, значи за 2025 година. Оно што е интересно во овие зборници, во нив постојано има и нови автори, нови имиња, нови творби, и тој број некако постојано расте. Да, 5-60. Така, еве, во ова најнова книга, јас веќе гледам и нови имиња. Име ученици. Еве, гледам од авторите Оливера Јовановска, Васил Маневски, Ета Мерсими, понатаму Наталија Наумовска, Риста Нарина Николова, Љубица Неделковска, Вања Радевска, нека ми проста тако некого нема да го спомнам, Мирјана Селчанец, Рате Савев, Тања Стојуковска и Дана Тембелевска, и, како што рековте и самите, имате и ученици, имате, значи, и подмладок. Ристо Филчевски, Чеде Шопкич,
Навистина голем е бројот и никој нека не ми замери ако при ова прилистување не го спомнав. Но, да прашам, кои се другите активности на клубот на книгата? Значи, покрај зборникот што го објавувате, покрај представувањето на автори, односно промоции, што друго правите? Малце само за тоа. Повелете. Ова книгите, почнаме да ги кога беа забрането собирањето за 2000 година, активноста не можеше да се обавува како што беше предвидено. Така. На председателот и извршниот одбор предложив да издаваме книга, барем, активноста да се направи, па малце така, вака, па колку ќе е тоа, реков, вие има да платите само печатењето, а печатењето до сега од 10 до 14.000 само печатењето вие го плаќате, сите други работи оставите ги на мене, односно на редакциониот одбор, во кој што покрај мене влегува и Благојка Филипчева и Васил Тоциновски. И ние ги подготвуваме од А до Ш, без пари, волонтерски, а они плаќаат само печатењето. Добро, секој автор добива книга бесплатно. Дел оставаме во извршниот одбор, па делат на своите колеги и така натаму. Ама еве тие книги се траен влог останува. Траен влог, точно. И еве јас сега во случај во емисија ве прашувам што работите и ви велите еве што тие работиме. Тие се со цип, тие се со сите, се дават во библиотеката, во депо се стават, траен влог. Дали... А другото што го работиме добро, еднаш годишно одиме на екскурзија, малце е поинаква екскурзијата, тамо кај што ќе идеме, обично со одместното население собираме поети и заедничко читаме, заедничко читање на поети. И така, и тоа го правиме. Иначе секој заден вторник имаме нов творец и задно време неговото творештво го анализираме. Браво. И преку социјалните мрежи, и преку медиумите, често сме информирани и ги проследуваме вашите активности. Само продолжете така, бидејќи на вистина ретки се активностите што вие ги имате. Колкав е бројот? Рековте дека тука 50 на членови. Тој ли е бројот или повеќе помалку? Активни сите членови. Што доваѓаат активно не пишуваат, овде има и од внатрешноста доста, али просек е некаде околу 50 до 55 што доваѓаат. Не беш секој стално, меѓутоа обично пошто правиме список 50 до 60 тука некаде се. Сега малку да се пошегувам, го правите тоа за да ви бидат пензионерските денови поинтересни, за да се дружите, да излезете од дома, или пак имате и поголеми амбиции како членови на овој клуб, да објавите и своји самостојни книги, тие да бидат представени, тие бидат промовирани и на одреден начин да ја продолжите вашата претходна активност, како учители, наставници, професори, како луѓе кои што биле поврзани со книгата, впрочем како што и ова наша емисија во потрага по вистинскиот збор. Па можда тоа е, да бидам нескромен, главната иницијатива е мојата. Така. И можда најголем дел од товарот. Добро. Прво јас сум навикнат да работам. Во биографијата јас сум тамо. И со коњите сум бил, и со тоа сум бил, и така натаму. Така да... Што со коњите? Бевте со коњички клуб? Поврзани? Не, море. Ги пасев мои нашите коњи од татко ми. Така. Добро, сакам да кажам, значи, од дете... Да. Сум навикнат на работа. Навикнати на работа. Секојаш помагавме тоа што можеме да помагаме, на едно селско земјоделско домаќинство и секој што можеше да допринесуваме, од мали нозе до крај. Јован, да прашам, бидејќи се познаваме, па затоа и вака по-директно да прашам, значи, човек не може да се смени. Ако навикнал рано да станува и рано да го почнува денот и да работи, тоа така останува до крајот на животот? Да, преку вашиот пример. И уште една информација кога е тоа, само колегите во мојата генерација и тие што пишуват со информатиката не се баш
Можда она Facebook, можда нешто малце научиле, некои пораки да прават. Услуги правам, нормално, не наплаќам никогаш од приватно лице до сега. И помагаш. И можда илјадници сум... Компјутерска подготовка. На стотици и стотици сум помогнал, уште кога во статистика беше, од приватно лице до сега не сум земал 1 денар за воредната работа, а сега кориците јас си ги припремам, още првите, тоа, уствари моја и таа, јас ги припремам кориците, јас ги форматирам, јас ги правам се, одем во печатница, затоа поевтино ми земат. Ова пуштите го на машина. Да. Јас мислам дека со ова, на крајот што го кажавте, дека си направивте еден голем проблем, дека сега сите ќе ви се јавуваат, што има потреба од подготовка на книга, а па ако почнат и учениците да се јавуваат за нивните семинарски и студентите за нивните магистарски и докторски дисертации, ќе имате навистина полни раце работа. Јас сум направил доста на медицинарите, уште од 70 година правам. Да. На доктори. Исто пари не сум земал до тогаш. Тоа ви верувам, тоа знам. Ви благодарам за овој топол, срдечен разговор и на крајот, бидејќи сме од емисијата, сакам да ве замолам да оставиме и една трага со еден од овие фломастери, изберете си боја. Добро. Овдека напишете го вашето име и презиме, а на другата страна пак ќе ни напишете една ваша порака, една ваша мисла. Добро. Овдека слободно и долу ќе се подпишете. Творештвото е она што не старее. Одлично. Подпишете се. Значи, за разлика од нас, живите суштества, односно луѓето што старееме, само творештвото не старее. Еве, со рака да ви честитам за се досега што имате сработено. Продолжете да ве служи здравието, да имате пред се добро здравје, со љубов и со страст ова досега го работите, така продолжете и вие лично и вашиот клуб на љубители на книгата, бидејќи сето ова што го правите остава траги. Остава траги зад вас и јас на вистина ви честитам и ви благодарам за се досега што имате направено. И лично, но и во институциите каде што сте работеле. Имам чест да ви ова подарам. Благодарам што оваа книга сега ќе биде во моите раце. Навистина е ова ретко издание. Имам и од ова немам друга копија. Добро. А мислам да имам и од ова. Добро, ви благодарам. Ви благодарам. Чеки уште некоја друга. Посебно за ова ретко издание капитално, но и за сите други изданија. Поверете и ова да видите. Песните ве молам да ги прочитате. Добро. Ви благодарам. Ове малце технички има недостаток, али тоа е тоа. Во ред. Ио. Во ред.